The main functions. So for the ministry to be in financial management and on human resources management. Well, we are talking about a very key sector. Agriculture, rural development is... In relation to be so detailed, if it wouldn't be, Your Excellencies, Minister... Почитувани медиуми, почитувани присутни. Земјоделството е важен сектор за нашата земја, како од аспект на вработување, така и од аспект на учество на бруто домашниот производ. Поради што потенцијал за да биде вистински двигател на економијата. Затоа, во спроведување на политиките и мерките за развој на секторот, од исклучително значење е ефикасното функционирање на секторот во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Во тој контекст, функционалната анализа, чијата реализација е финансирана од Европска Унија и спроведена од Светска банка, е идентификувана како приоритет на Министерството. Основна цел за спроведување на функционалната анализа е зајакнување на капацитетот во самото Министерство. Создавање квалитетна администрација и соработка меѓу институциите, што крајно ќе значи навремени квалитетни услуги за земјоделците и за сите граѓани. Но, свесни сме дека секторот треба значително да ги подобри своите перформанси, особено во делот на градење и јакнење на капацитетот. Владата на Република Северна Македонија во изминатиот 2,5-годишен период посветено работи на развојот на земјоделскиот сектор согласно стандардите и регулативите од Европската Унија. Оттука, функционалната анализа има за цел да го поддржи зајакнување на ефективноста и ефикасноста на институциите во земјоделство и да се даде поддршка за подобрување на услугите за јавноста. Да се помогне во подобрување, усогласување и управување со можностите и предизвиците поврзани со агендата на секторот за пристапувањето кон Европската Унија. Целта на функционалната анализа беше да се утврдат главни проблеми во организацијата и функционирањето на Министерството, кои што влијаат на ефикасно функционирање на секторите и да се предложат конкретни мерки за подобрување на перформансите за обуката. Например, се чини дека мандатите на различни сектори во Министерството се нејасни во однос на поделбата на улогите и обврските, што пак доведува до слабост во испорака на услугите до граѓаните, односно земјоделците. Дополнително, на организацијската структура, анализата покажа кои организациони единици се соочуваат со преоптовареност или пак со недоволно работни обврски. Тој податок помага подобро да се дефинираат одговорностите, да се идентификува кои делови ги извршуваат деловни процеси помалку ефикасно од другите и како резултат на тоа, кои организациони единици би требало да се дополнат. Промената или да се спојат со други единици, се со цел да се зголеми ефикасноста на работните процеси. Со оглед на тоа, дека пристапувањето во ЕУ е наша главна стратешка цел, сите функции треба внимателно да се разгледаат и последователно на тоа да им се обране внимание. За да се подобри ефикасноста и ефективноста на земјоделскиот сектор, креирањето на политиките и да се обезбеди подобра апсорбција на фондовите од Европската Унија. Анализата првенствено се фокусира на самото Министерство и на специализираните органи, како што се фитосанитарна управа, државна фитосанитарна лабораторија, Дирекција за семе и саден материјал, Државниот инспекторат за земјоделство и Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството. Почитувани, Министерството е меѓу првите Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство е меѓу првите министерства што иницира функционална анализа за воведување промени во својата внатрешна структура и перформансите на процесите. По денешното добивање и препораки од Светска банка, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе започне со нивното спроведување. Ја користам оваа прилика да упатам благодарност до Европската Унија и до Светска банка за спроведување на овој важен проект. Благодарам за вниманието.